Добре дојдовте во За или против, јас сум Љупчо Цветановски, имам чест денеска мој гостин да биде пратеникот Бојан Стојановски. Добре дојде. Благодарам за поканата, Љупчо. Бојан, за жал веќе подолг период Македонија е буквално во пламен. Секој ден имаме нов рекорд на пожари од претходното денонокие, така беше и денеска. Имаме нов рекорд, 25 отприлика мислам дека се пожари, но она што е можеби најстрашно и најзагрижувачко во целата работа е она што се повторува веќе исто така и се зголемува бројот. Излезе еве денеска директорот на ДЗС, Стојан Шангелов, и кажа дека најголемиот дел од пожарите, за жал, има основан сомнеш, ако е многумина се е потврдено и дека се подметнувачи, односно пиромани, најголемиот дел од пожарите се подметнати. Како дојдовме до ова дереже? Знаеш, од друга страна, не се случуваше ова порано. Од лани, па навака, имаме многу подметнувања. Некако, многу е симптоматична целата ситуација, за жал. Па добро, знаете како, точна е вашата констатација и тоа кое што го кажува директорот на ДЗС, бидејќи сепак тие луѓе имаат основани информации кои што доаѓаат од теренот, бидејќи се надлежни за таквите случувања. Премногу случајности за да кажеме дека ете тоа се случува така само од себе. Факт е дека има подметнувања на пожарите на теренот низ Република Македонија. Можевме да видиме дека имаше неколку лица кои што беа фатени на лице место, кои што беа уапсени, неколкумина кои што се обиделе со најразлични материјали да создадат пожар, па притоа не успеале и материјалите биле најдени на терен, што укажува на една координација помеѓу можеби некоја група на пиромани која што тоа го прави намерно. Јас тука сакам да укажам дека Министерството за внатрешни работи исклучително по оперативни сознанија и ќе продолжи да постапува за да овие луѓе бидат санкционирани. Но на кое што е важно е дека кога ќе се создаде веќе пожарот, државните институции мора да се подготвени за да таа штета ја санираат, за да не дојде до домовите, до имотот на оние кои што живеат во населените места. И она кое што е особено важно е дека ниту еден пожар во нашата држава не траел подолго од 12 до 15 часа, односно над 95% од пожарите се изгаснати за 12 часа, со што укажува дека по подолго време институциите се подготвени за ваков тип на предизвици, бидејќи претходно, ако отидеме во претходните 7 години, за ова разговаравме секое лето, но секое лето зборувавме дека државата треба да набави возила, дека треба да е подготвена, за да сега гледаме суштинска разлика. А разликата е во тоа што сега имаме 38 дополнителни возила кои што беа пренаменети и кои што пристапуваат до најтешките терени. Сега за прв пат навремено ги сервисиравме нашите авиони кои што учествуваат во гаснењето. Отворивме повик за ангажирање на 400 дополнителни пожарникари. Регионално се многу добро организирани противпожарните единици за да ги стават пожарите под контрола, помага полицијата, помага армијата. И она кое што можам да го кажам, ако направиме една споредба во регионален контекст, на секаде има пожари. Во Албанија и во Косово има и евакуирани граѓани, во Турција веќе има и жртви, во Србија исто така дивеат пожари, но кај нас тоа во овој момент се наоѓа во некоја рамка, да кажам, да не спомнеме, таму е најхаос. Таму е најхаос и знаеме дека таму скоро секоја година има пожари кои што се навистини и животно загрозувачки. Но во овој момент, фала му на Господ, до сега и пожарите, но и нашите оние институции и граѓани, но би кажал и пожарникарите, војниците, полицајците се на висина на задачата и успеваат ова да го стават под контрола и се надевам дека тоа ќе заврши денеска, дека нема да имаме веќе вакви случаи, но како да се вратам на вашето прашање, има основани индиции дека ова е на некој начин и поттикнато и намерно создадено. Трите работи кои што се како мотиви кои што се извојуваат најчесто кај подметнувањата, едниот е економскиот момент, некој да има ќар од она што ќе го направи, дали можеби да запали ледината, да не после тоа нели копа како што треба, тие земјоделските моменти за жал, но и други работи кои што носат ќарка е многумина со палењето на депониите и слично. Другиот е криминален или криминоген, односно да се нанесе штета некому, што исто така за жал често во Македонија она да му умре на комшијата, нели козата. И третиот момент кој што можеби сепак е најзагрижувачки, бидејќи овие двата криминоген, лукративен, сето тоа човечки не е, еве луѓето грешат. Политичкиот момент кој што е многу често основан сомнеш, бидејќи кај голем дел од оние кои што беа докажано фатени дека се пиромани, имаше политичка поврзаност со одредени партии од опозицијата. Никогаш
немаше поврзано со партија од власта, да Така речеме, што исто така индикативно, но овој политичкиот за жал момент и мотив најмногу загрижува. Овие двата имаат други димензии, криминогени, вакви, такви, онакви, мизантропски, но овој момент загрижува. Па, Љупчо, знаеш како, ете, твојата емисија секогаш било простор да се отварат прашања кои што се може, во јавноста одредена тема која што не се коментира често или нема доволно храброст или сака да се избегне заради нечија коректност. Но ете кај тебе совршена можност ова да го предискутираме. Јас се сложувам со тебе и не го кријам моето мислење дека тоа е директно инсинуирано некаде. Ке се сетите, ете пред неколку недели кога беше пожарот кај Смилковското езеро, беа пронајдени и оние инструменти со кои што бил поттикнат, а и градоначалникот на Газибаба беше прилично директен дека тоа е намерно подметнато за да се создаде одреден наратив во јавноста. И можам да се согласам со вас, особено сега ако отидете вие на Facebook страницата на најголемата опозициона партија СДСМ, вие ќе видите дека тие толку нечесно сакаат оваа тема да ја дигнат во јавноста и да создадат кај граѓаните одреден немир или хистерија, да користат слика од пожари во Шпанија за да прикажат дека тоа се случува во Македонија, за да добијат некоја бенефит политичка на две основи. Првата е да покажат дека не биле толку неспособни колку што граѓаните видоа во изминатите 7 години, а втора таа нивна девиза колку полошо за државата, толку подобро за СДСМ и да покажат дека државата е неспособна да се справи со тие предизвици. Еве јас само да кажам следново. Оваа година за прв пат нашата држава има употребено или воопшто или најмалку меѓународна помош од тоа што беше случај можеби претходната година или годините кога беше СДСМ на власт. Вие ќе се сетите дека ние тука се чудевме за мобилен штаб кој што го донесоа словенците и австријците кога веќе на оние пожарите во Малешевијата и во Берово додека тие го гаснеа, а Заев беше на грчките плажи на одмор заедно со Маричи и со Филипчи и се подсмеваа на македонските граѓани. До сега ние да имаме можност да инсталираме 38 возила кои што директно ќе допираат и до најзагрозените подрачја каде што и тие пожари се подметнати. Така да не ја исклучувам таа можност кога ќе видите што тие лица на политички план или на асоцијативен или на метафорички запалија во државата изминатите 7 години, кога ќе видите кои беа партнерите во власта, односно СДСМ и ДУИ, воопшто не треба вас да ви изненадува дека некој би се дрзнал нешто да запали, кога јас ќе ја потсетам јавноста дека во минатото многу често се палеа и архивите на државните институции секогаш кога имаше потреба да се Министерство за правда годеше. Апсолутно да се зацкрие некој криминал. И се случуваат две работи. Или се палеше, или ако е повеш тој кој што ќе треба да ги саботира овие работи, ги поплавуваше архивите. Така да не ме чуди воопшто и сметам дека има одредена поврзаност со истото. Никој не очекува да ги засукаат ракавите и да влезат во битка со огнената стихија, нели тоа во Македонија не верувам дека постои таков човек, но од друга страна иритира односот, она што и граѓаните ги нервира по социјалните мрежи многу добро може да се види, не па да излеземе надвор пред која било кооперација што се вели на улица, во моменти кога Македонија гори. Наместо, добро, никој не очекува да помогнат, но не сака и никој не посакува да одмагаат на начинот на кој што одмагаат со оној хихи-хаха пристап сеирџиски за старото железо, оние 38 возила што ги спомена, да ги наречеш хихи-хаха старо железо, а тие спасуваат животи, меѓу другото ги возат припадници на специјалните единици кои што ги загрозуваат своите животи со тоа што се таму, нели? И вие да се подсмевате со тоа, со тој сеирџиски настап, мислам дека навистина долевање на масло на огнот, така би го нарекле. Знаете како, доволно е само да видиме кој се подсмева за да ни стане јасно со какви луѓе си имаме работа и дали тие личности имаат кредибилитет да го прават тоа или немаат кредибилитет. Ајде да анализираме неколку ликови од таму. Прво лидерот на СДСМ, кој што се подсмева и дава насоки таа партија да се подсмева на тие адаптирани возила, во неговиот мандат, кој што беше министер скоро 4 или 5 години, не набави ниту едно возило за потребата на брзата помош или амбулантно возило. Нели велеа дека ќе го продадат Мерцедесот за 6.000 евра и ќе набавеле 25 возила. Освен оној директор на Струмичката болница кога јавно на Facebook побара возило па Заев со негови, односно на граѓански пари кои што ги испокрадоа, го купи и го однесе, ние немаме ниту едно, точно, ниту едно амбулантно возило. Понатаму поранешниот министер за внатрешни работи, кој што во таков стил кој што вие го кажавте во собранието покажуваше слика дека одреден Пинцгауер или БТР возило се превртело, тој пак утриот не набави ниту едно такво возило во скоро 9,5 години мандат како министер, па премиер, па министер и така натака, и сега тие ликови доаѓаат за некого да водат сметка, наместо вака да кажат:
СДСМ во нивниот мандат за 7 години ќе биде запаметен по Јоцо Манго и ФАПот од Струмица кој што е стар над 50 години и она противпожарно возило кое што беше убедливо најскапо на балкански рамки, неколку стотици илјади евра поскапо од тоа за грепското, а исти спецификации имаше кое што го купи Шилегов, додека оваа влада успеа возила кои што не биле запалени 8 години, да 38 возила повторувам, да ги реадаптира со општествено одговорни компании, да седне, да сработи и да ги стави на располагање, да видиме дека тие сега не спасуваат и да им спаси на граѓаните стотици илјади евра. Тоа е разликата во пристапот. Наместо ние да ги крадеме граѓаните како што тоа го правеа тие, ние градиме и создаваме за да не ни горат ниту имотите, ниту да го загрозуваме животот на нашите сограѓани. Тоа е суштинската разлика. Тие нека продолжат да се исмеваат со тоа што го прават, тие возила ќе продолжат да го спасуваат имотот и животот на граѓаните, а сметката и фактурата од тоа ќе се ја добијат на 19 октомври, па потоа уште еднаш во ноември, за да видат дека ништо од тоа кое што граѓаните им го даваа како порака не го научиле. Таму постои само ароганција, само распродажба на се она кое што е национален, државен и граѓански интерес и борба за еден ден повеќе во фотелја или да се повторно дограбаат до фотелите, за да може повторно да не набавуваат возила, за да може повторно да крадат и да го продолжат тоа кое што го правеа 7 години. Пожарите предизвикуваат многу работи, меѓу другото небадијала во одредени земји се третираат како терористички чин поради оној немир што го внесуваат меѓу населението, меѓу другото и оној живото загрозувачки аспект кој што нели го имаат во себе, потоа е еколошкиот момент, многу животинки, многу вегетација гори некаде и ненадоместливо, иако за среќа, што го повторуваат и потенцираат постојано, немавме шумски пожар. До сега тоа е најстрашното нешто. За сега се превенираат и не стигаат до шумите, но тука е оној економскиот аспект кој што удира и по джебот на граѓаните и на државата, затоа што државата е насочена целосно кон тоа. Еве, во моментот и со тоа се подсмеваат. Со економијата, џоамити сме биле какви што сме биле, но не е точно, меѓу другото, кандидатот што треба да биде за Европската унија кој што почна преговори, излегоа анкетите пред неколку дена, има понизок стандард од нас Албанија и имаат пониска просечна плата, меѓу другото, нигде не го немаше, тоа некако исчезна од проопозицијските медиуми. Тоа е факт, но еве, ти како човек кој што му лежи оваа тема, економијата во Македонија, како ја оценуваш? Дали сме толку катастрофа крши за никаде како што велат повторно од опозицијата со оној хихи хаха наратив? Така, видете, економијата е мојата умилена тема и нешто што сметам дека во политиката треба да биде суштина на функционирањето, односно секој политичар треба да биде ставен во функција на подобрување на животниот стандард на граѓаните. Тука сум и малку себичен, секако дека се подеднакво важни и другите сфери, но од мојот глед на нештата сметам дека тука треба најмногу внимание да посветуваме. Ке ми дозволиш само со 2 реченици да го искоментирам тоа палењето на шумите. Ке ги потсетам граѓаните, ние кога дојдовме и кога ги превземавме институциите, немаше обезбедено средства за плати во македонски шуми, па моравме да правиме ребаланс, да издвоиме средства, да дадеме 4 за останати плати. Сите возила беа хаварисани и едноставно луѓето не можеа да излезат на терен и да гаснат пожари. Сега ситуацијата е сосема променета. Доволно е само да се отиде на профилите на директорот, на заменикот и да се види како тие работници се помотивирани да постапуваат. Од аспект на економијата, ние секогаш го кажуваме истото го кажува и премиерот Мицкоски. Дали е доволно? Нормално дека не е, но многу се трудиме тоа да го подобриме. Ете, ќе кажам неколку работи. За помалку од 18 месеци, ние ќе ги покачаме пензиите на сите 338.000 пензионери во државата за 7.000 денари линеарно покачување. Тоа значи дека секој оној кој што земал пензија пред 12 месеци, во овој момент ќе зема повисока пензија за 7.000 денари. Успеавме на над 80.000 работници во државниот сектор да им ги покачиме платите, а во неколку сфери како безбедноста, образованието и здравството да постигнеме колективни договори со синдикатите и да се обврземе на повеќе годишно покачување на нивните плати. Изгласавме закони во собранието со кое што 55.000 студенти на возраст до 29 години, дали на приватни или на државни универзитети, дали редовни или вонредни студенти, ќе добијат по 15.300 денари за набавка на ваучер. Понатаму, индустриското производство споредено мај оваа година и претходната година е подобро за над 9%. Она кое што е особено важно, извозот на земјоделски производи не е за 5, 6 или 10% подобар, туку е за над 50% подобар. Просечната нето плата е поголема за 10,5%.
Дали е ова повторно ќе кажам доволно? Не. Но дали даваме се од нас да го подобриме животниот стандард? Да, правиме се од нас. За стопанството издобивме ефтини и поволни кредити за да може да ги развиваат своите компании. Понатаму пред некој ден донесовме закон со кој што го дефиниравме државниот модел за финансиски поддршки на инвестициите. Имаме рекордно највисоко ниво на странски директни инвестиции и барем еднаш до два пати месечно објавуваме нова инвестиција која што треба да влезе во нашата држава, која што е конкретна и директна, со колку инвестиции и колку работни места. Замислете, во еден момент во оваа држава сега се градат 4 нови автопати. Министерот за транспорт Николовски кажа дека од септември почнуваме со изградба на Скопје-Блаце 5 нови автопати. До година ќе биде пуштен Кичево-Охрид, 3 експресни пата завршивме, проектираме нови. Ќе почнеме од септември со изградба на брза пруга. Во овој момент почнуваме со интерконектор кон Грција, кај да ќе почнеме со изградба на интерконекторот кон Република Србија. Го почнавме ветерниот парк од 500 милиони долари, потпишавме меморандум за соработка со Казанџи, групата во Турција за 1 милијарда изградба на топловодна, гасна и когенеративни централи во нашата држава. Тоа е она кај што ние го замислуваме. Ова е еден темел за првите 12 месеци и ние нема само да го намалиме темпото, туку уште поентузијастички ќе продолжиме да го зголемуваме и во земјоделието, и во транспортот, и во одбраната, и во безбедноста, и во здравството и така натаму. Лјупчо, еве да зборуваме за здравството и со ова ќе поентирам. Само за еден месец 950 луѓе од аспект на кадарот во здравството доби решенија за вработување. Повторувам, 950 луѓе ќе влезат во здравствениот систем. Ќе почнеме кон крајот на годината да ги градиме и клиничкиот центар во Штип, и болницата во Кичево, да ја реконструираме болницата во Тетово и ќе ја провериме можности за изградба на нов универзитетски центар. Ние по тоа сакаме да бидеме запаметени и по тоа граѓаните да не ценат. Денеска премиерот соопшти новитет повторно како вест, мислам, зборувам за зголемувањето на стоковите резерви, што од друга страна ќе биде ќе значи за стабилноста и сигурноста и на граѓаните и на државата и на стопанството кога ги имаш и располагаш со нив, но можеби најпозитивниот момент е што ќе се откупува директно и само од македонските земјоделци, што ќе значи многу и за нив еден круг кој што е поврзан. Еве пластично да го објаснам, тоа беше едно законско решение кое што доаѓа по иницијатива на министерот за земјоделие Цветан Трипуновски, кое што го работевме неколкумина пратеници. Беа вклучени тука пратениците од земјоделските краишта на Македонија. Прво подпишан на тој закон еден од најсериозните иницијатори беше пратеникот од Кочани Миле Левков. Што сакаме со овој закон да направиме? Прво, по наша иницијатива, во овој мандат, веќе оризовата арпа стана стратешка култура која што влегува во стоковите резерви. Тоа значи дека досега нема да има партиски моќници од СДСМ да ги уценуваат оризопроизводителите или другите култури кои што влегуваат по стратешките резерви, да договараат монопол и да им ја пијат крвта на луѓето кои што работат на полињата. И ние одлучивме да дадеме можност со тој закон да може државата директно да откупува од производителот по цена и количина која што ќе го утврди на седница на ВАДА. Што значи тоа? Ако во просек, сега давам произволни цени, оризовата арпа биде откупувана по 20 денари од килограм, бидејќи така се договориле овие од монополот, и им го пијат трудот на луѓе во кои што 365 дена во годината мислат или работат за да произведат повеќе, сега државата може да рече, добро, тогаш ние ќе дадеме таа и таа цена, која што ќе биде неколкукратно поголема, ќе ги откупиме овие количини, ќе ги ставиме во стоковите резерви, ќе ги остави без работа овие кои што сакаат да работат и да создаваат профит, а да не му плаќаат на земјоделецот. Тоа повеќе нема да биде така. Вие можете да отворите на профилот или на веб страната на Министерството за земјоделие и да видите како секој ден се исплаќаат обврски кон земјоделците. Два примера само. Рекордно висока цена на откупот на тутунот се постигнат кога ВМРО да помане на власт и рекордна цена на 2 сорти на грозието. И тие субвенции кои што се должеа се платија и вие можете да отидете на секаде низ земјоделските краеви и да го прашате македонскиот земјоделец кога живее подобро. И она работа на крај што сакам да ја повторам, сето ова што го правиме сега е само поставување на темели.
најдобрите политики за македонските граѓани тек допрва доаѓаат. Ние сакаме да живееме во држава во која што земјоделецот ќе биде платен за својот труд, во која што докторот или медицинскиот кадар ќе биде соодветно ценет за твојот труд, каде што полицајецот, војникот ќе биде исто така испочитуван од општеството, каде што наставникот и професорот нема да се мисли како ќе го помине месецот, туку ќе биде соодветно испочитуван, каде што вие го ќе пуштите на ТВ приемниците и медиумите, ќе слушате кој нов автопат почнал да се гради, за брза пруга, за нови хидроцентрали, за гасификација, за когенеративни централи, тоа да биде новото нормално во нашата држава и тоа е новото нормално кое што ние сме ја превзеле како обврска од граѓаните да им го спорачаме и за тоа ни дале обврска. Привршуваат и анализите на и за инфлацијата, меѓу другото најавени се мерки веднаш што ќе се заврши со анализата, кога можеме да ги очекуваме овие мерки? Па многу наскоро, бидејќи потребна е сериозна анализа. Вие имате тука краткорочни, среднорочни и долгорочни мерки. Ние сакаме ова да го решиме на еден подолгорочен начин, каде што веќе оваа појава која што имаме неколку години, за која што беа одговорни оние неспособни политичари кои што дозволија инфлацијата да се создава на ваков начин на кој што се создава, ние тоа да го надминеме. Мерките ќе бидат неколку својни, како што беа претходно, бидејќи можеме да видиме за прв пат синдикатот 2 месеца не објавуваше синдикална кошничка. Зашто? Сметам дека тие треба да одговорат, но цената на храната недосмислено многу се намали. Успеавме за 60 дена да ја намалиме инфлацијата за 2,3% или ако сакате во проценти од прилика 50-60%, бидејќи беше 4,89, па ја донесовме на 2,3 и размислуваме на модели кои што се имплементирани во Израел, во Италија, во Франција, во Хрватска и тука сме повеќе луѓе инволвирани во нештото. Тој проект на дигитално објавување на цените за да може да се споредуваат по местото на корисник и за да може да ви се исфрлаат најповолните цени за производите кои што вие ќе ги побарате, го води лично премиерот со работна група каде што има и неколку пратеници вклучено. Така да покрај тоа што ќе има такви мерки, ќе работиме и на долгорочно решение за ова да се сузбие, бидејќи пред неколку дена имавме можност како политичка партија да просведочиме на презентација на една анкета која што наредниот месец ќе биде јавно достапна за граѓаните. Најголемите или најсериозните проблеми на граѓаните се економски и затоа кажав дека ние ќе направиме се што можеме за да од една страна го подигнеме стандардот на граѓаните, но паралелно со тоа да ја подигнеме и вредноста на парите кои што граѓаните ги добиваат. Тоа значи дека ако вие добиете 7.000 денари покачување на вашата пензија, односно 14.000 ако сте во заедница, вие за тие 14.000 за вредноста на тие средства да добиете што е можно повеќе. Затоа пристапивме кон проширување на позитивната листа на лекови, затоа ја држиме под контрола цената на електричната енергија, со што произведуваме повеќе електрична енергија и затоа ги правиме овие мерки за да можеме и цените во маркетите на прехранбените производи да ги намалиме и граѓаните да живеат побаво. Тоа е нашата стратегија. Нема да дозволиме никој да не надитрува. Ние сме решени да ставиме крај на оваа појава и ќе одиме до крај се додека тоа не го успееме. Уцени од трговци, уцени од трговски ланци нема да прифатиме и секој кој што нема да го почитува тоа што владата како граѓански интерес ќе го рефлектира во мерките, ќе биде сурово казнет. Она што се случи како преседан позитивен пред неколку месеци е прв пат после многу долго време македонските граѓани имаа главна грижа во економијата наспроти до тогашната прва грижа која што беше корупцијата. Сега лаиците ќе речат, па што е тоа важно да биде нели економијата прва? Скептиците ќе речат ту па пак нешто сега е поважна економијата и проблемите во неа, не корупцијата, што не е баш така. Зошто е, ако може да им објасниш на граѓаните, зошто е најважно економијата да биде главната, па дај Боже единствената грижа за граѓаните, иако гледано отстрана звучи, па тогаш значи немаме пари, не е баш така работата. Зошто е битно економијата да биде главната, па дај Боже, како што реков, и единствената грижа за македонските граѓани? Што не беше така во минатите многу години? Се сложувам со тебе и пред да влезам во студиото го продискутиравме и ти како прилично искусен во новинарството, совршено тоа и го објасни пластично, па јас ќе се обидам да им го представам на граѓаните. Ако пред неколку месеци беше главната доминантна грижа на граѓаните корупцијата, а тоа под корупција спаѓа и системска корупција на небезбедност, ако граѓаните се плашеа дека
може нешто да им се случи во нивните домови, на улици, и дека во државата една каста беше привилегирана да прави што сака, да помине неказнето, а притоа да гледа како голтари кои што влегуваа во политика со некои ете така интересни изгледи, а потоа по неколку години стануваа најбрзо растечки богаташи во државата со скапа облека и се подсмеваа пред целиот аудиториум на национални медиуми. Сега гледаат дека таквите дејанија се санкционираат, нешто што и Греко го потврди оценувајќи борбата против корупцијата на нашата влада со петка, дека едноставно тие случувања веќе се ставаат под контрола и нормално е да биде првиот интерес на сите граѓани. Јас би сакал да е така и би сакал политичарите да имаат што е можно повеќе притисок од граѓаните и стопанството од аспект на економијата, бидејќи на тој начин сите ќе бидат ставени во онаа трака на испорачување на подобар живот на граѓаните. Ние 34 години сме љупчо измачени како држава и како граѓани од многу аспекти, меѓу кои што и сме имале власти кои што навистина не воделе никаква грижа за животниот стандард. И затоа јас кога ќе ги видам мерењата на јавното мислење, каде што економијата е број 1, навистина сметам дека тоа е правилниот начин, бидејќи колку повеќе имате отворени прашања од граѓаните, толку повеќе вие треба да испорачувате. И граѓаните треба да живеат во држава во која што веднаш штом ќе се заврши еден автопат, ќе помислат кој е наредниот. Кога вие ќе видите дека се гради брза пруга, веднаш да помислите што е наредниот голем проект, кога ќе почнеме да го градиме Чебрен и Галиште. Па кога ќе го завршите Чебрен и Галиште, да разговараме за регионализација на здравствени услуги, да разговараме за минимална плата која што ќе биде прифатлива и за работодавачите, но и за работниците, да разговараме за која кредитна линија повторно ќе ја понудиме кон стопанството за да може да вработат повеќе луѓе, за да може да дадат повисоки плати, како да го смениме моделот за привлекување на странски директни инвестиции. Ако овој модел сега дава до толку резултати, секогаш може подобро, ајде да најдеме нов модел кој што ќе донесе уште повеќе странски директни инвестиции. Да разговараме за километри на патишта, ајде да разговараме за 1200 проекти кои што се сега подпишани, кои што се изведуваат во општините, и замислете за прв пат во нашата држава владата да е приморана да седне со градежните комори и да разговараме дали тие имаат капацитет да ги изведат проектите, затоа што сега видовме дека овие 1200 проекти веќе идат до крајните граници на капацитетот на изведба на македонскиот градежен квантум на можности кои што може да го понудат, така да тоа е она кое што ние треба да разговараме. И сега нормално е дека секогаш ќе има граѓани кои што ќе критикуваат и кои што ќе мислат дека може подобро. И јас никогаш лично себе си нема да си дозволам, и многу сум среќен што тоа го прави и премиерот, да кажам исто како Заев, Google и Facebook чекаат на граница, да ставам како циркузант розови на очила за да критикувам, а ништо да не сум направил кога сум бил во можност тоа да го сменам. Затоа ние викаме никогаш нема да биде доволно, но сакаме граѓаните да не ценат по трудот кој што го вложуваме до сега. Граѓаните може да видат ентузијазам, може да видат план, може да видат визија и дека ќе продолжиме вака да го подигаме животниот стандард. Минатата година беше рекордна година по инвестиции во Македонија. Кои се следните економски чекори и дали и тука може да очекуваме како што е меѓу другото и најавено зголемување? Можеме. Она кое што е важно... На што се темели ова? Се темели на ентузијазмот, на етиката, на дисциплината, стратегијата и визијата која што имаат луѓето кои што се во економскиот тим на владата. Практично јас многу често разговарам со директорот на технолошкото индустријски развојни зони Гоце Димовски, или е на работното место или е некаде во странство, и човекот дава вонсериски напори за да може заедно со премиерот и со оние кои што се одговорни како министерот за надворешна трговија и надворешни работи Тимчо Муцунски, Гордана Димитриевска Кочовска, која што јас тврдам дека чуда прави од буџетот кој што го има и од оние дупки кои што ги имавме, и како наоѓа средства за сите тие проекти да бидат испорачани, министерот за економија Бесар Дурмиши, премиерот кој што е нормално нели лидер на економскиот тим и така натака, за подобрување на сите овие нешта. Она кое што е важно е дека ние 3 квартали поред имаме стабилизација на економскиот раст од 3%. Првиот квартал оваа година имавме раст од 3,2% и видов јас многу новинари, општественици кои што сакаат тоа да го спинуваат, па не сакајќи, не знам зошто да го прифатат фактот, ние кажавме дека не сме со тоа четврта економија во Европа по обем, туку по растот на бруто домашниот производ, кој што е многу различно, но тие нека продолжат со тоа, ние ќе си продолжиме со работа и оптимисти сме дека начинот на кој што ги водиме и капиталните инвестиции, и странските директни инвестиции, поддршката на приватниот сектор, оние
оние вредности кои што ги создаваат државните институции, дека можеби во вториот квартал ќе одиме од 4 до 6%, што не се случило во нашата држава можеби од 2008 и 2009 година. И така ќе продолжиме ние со и креација на инвестиции кои што ќе го подигнат нивото, но и со привлекување на странски директни инвестиции. Сакам да укажам, како што кажавме, меморандумот со Казанџи за 1 милијарда е потпишан, почна со изградба ветерниот парк од 500 милиони долари, секогаш па би кажал можеби на 2 недели идеме и со објавување на нова странска директна инвестиција. Проектите на теренот идат во ептен, би кажал, задоволителна фаза. Автопатите кои што се изведуваат, септември ќе почнеме со изведба и на големите проекти од британскиот стратешки договор и така натака, така да очекувам многу силно подобрување во овој економски дел и пак ќе кажам, граѓаните нека гледаат, нека прават разлика, ние само ќе се подобруваме и ќе станеме држава во која што на крајот од 2025 година, замислете, ќе градиме брза железничка пруга и во еден момент во Македонија ќе се градат ни помалку, ни повеќе, туку 5 автопати. Тоа е доволно да укаже колку сме сериозни во нашите намери за подобрување на животниот стандард. Се враќаме повторно на почетокот, на пожарите и нечија злоупотреба на вестите од пожарите, искриви колчување, манипулации, што веќе не се случува, за да со тој црн наратив се покрие ова што го зборувавме сега, бидејќи да, и тоа е психолошка финта, добрата вест не е секогаш добра вест, многу е поинтересно на наводници лошата, уште ако ја isfilувате и додадете и изборувате за старото железо, за ете гори Македонија, а ќе се јавите на терен, многу често не е така, Бојан. Самите служби со кои што контактираме како новинари велат да има, ама не е толку страшно, а ќе отворите медиумите, вау, тоа е неверојатно направено, не дека не треба да се посвети внимание, но се прави многу често буквално кажано од мува слон за скривање, повторно ќе кажам, наратив кој што се користи, се враќаме на почетокот, наративот кој што треба да ги покрие сите овие убави и позитивни работи за Македонија. Се сложувам со тебе. Она што е многу важно, јас не сум претерано загрижен за тоа, бидејќи не сакам никого да навредам, како тоа што го правеше поранешниот вице-премиер за економија, кога од собраниска говорница кажа еден ваш квази новинар, но тие луѓе ќе ги селектирам во една посебна група во македонското општество и би кажал дека како човек, ова е мој личен став, не можам да сватам сериозно општественик или некој кој што е присутен во тој медиумски простор или политичар кој што некогаш помислил дека Зоран Заев може да донесе нешто добро за оваа држава и практично тука веќе гледам дека има проблем можеби со реалното расудување на нештата. А што би кажале тие луѓе друго, затоа што имаат сериозно нарушен кредибилитет, бидејќи неодамна видовме како 2015-та, 16-та година не е толку многу далеко од некој историски контекст, па за да не можеме да направиме некоја споредба, ветуваа дека ќе дојде живот, 500 км автопат, дека сите проблеми ќе бидат решени и видовме што тие луѓе донесоа како проект и што тој проект во 7 години остана во нашата држава и нормално дека ќе им одговара вакво нешто да се зборува. Погледнете ги само оние рециклирани ликови кои што сега ги вадат за најсериозните национални прашања. Извадени од нафталин буквално. Па тие ликови доволно е само граѓаните да се потсетат што добро направиле оваа држава со што го цицале. Останеа во ормарот затворени. Па нема други СДСМ за жал спадна на тие ликови кои што се па би кажал идеолошки гуруа на таа партија. Тие ликови своите политики ги креираат таа партија своите политики ги креира по однос на овие ликови кои што се освен скандали и лопови. Сега се антивмровски бабароги, некој така ги нарекува. И тоа што е интересно, веднаш стануваат такви кои ќе бидат повлечени од нивниот мандат некаде заради одреден некој скандал, но на нив им одговара да се зборува за ова за да не се зборува за другиве теми. Ние не е нешто што дефокус, ширење како искуство кое што сме го немале со нив, само нека продолжат да го прават тоа. И секој пат кога некој политичар од СДСМ ќе ви излезе, а бил министер, вие го гледате и гледате дека одма демант на тоа што тој го зборува. Не можете да му поверувате бидејќи има можност да промени и ништо не направи. Еве, нека се сетат граѓаните, јас ќе кажам, автопатот Кичево-Охрид нека биде најдобар пример за тоа што е СДСМ, бидејќи министерот за транспорт во поранешниот тој 7-годишен период, сега вие во собранието тој ви дели лекции. Министерот за внатрешни работи кој што издаде 215 пасоши како еден од скандалите ги има многумина, сега исто така ви дели ум. Министерот за здравство кој што не можеше вакцини да набави, кој што од тендери не знаеме да ги доброиме скандалите, сега ви дели ум како вие да ја водите државата. Таму имате 9 поранешни министри, ефектот е нула, или еве видете некник, да не биде трагично, ќе биде смешно.
да имате министер кој што првпат предизвика пензионерски протести во државата, тој да ви објаснува дека вие ги измамувате пензионерите кои што им ги качувате пензијата за 7.000 на сите пензионери. Така да на нив им одговара таа догма и шизма да се шири во јавноста, дека ете сега само скандал до скандал се случува, а кутрите од скандал наместо црвена боја на партијата, црна треба да им биде. Да ги оставиме да ги гледа народот. Колку повеќе народот ги гледа тоа што го прават, тоа што го општат, толку е подобро за она здраво ткиво кое што сака да живее во нормална држава. Некогаш може би е подобро ништо да не коментирате на тие ликови, само да ги оставите да видите кој едно може да го допрат наредно. Не мислиш дека станаа пратеници заради пратеничкиот имунитет кој што треба да ги штити од она што го правеа претходно? Тврдам дека е тоа така и сум многу незадоволен. И ако нешто треба да го издвојам како негативна референца што граѓаните ни ја препишуваат на нас, колку и да немаме ние надлежност со истата, тоа е бидејќи многу ликови едноставно не се најдоа пред лицето на правдата и на одговорноста, и токму затоа ја повикуваме те и јавноста да просведочи дека ВМРО ДПМН и незиниот лидер не го менува често ставот кога ќе кажеме за нешто дека сме задоволни и не сме задоволни, па може би тој став ќе го декларираме утре во текот на утрешната собраниска седница, бидејќи ние очекувавме многу повеќе од ликови кои што освен тоа да му слугуваат на ДУИ и СДСМ, требаше да направат и требаше вистинските криминалци да ги санкционираат, а не да бегаат од очигледните материјали кои што им се доставени и од Министерството за внатрешни работи, и од поединци функционери, и од сите институции во државата, и од финансовата полиција, затоа што не е нормално финансиската полиција да врати 30 милиони украдени народни пари за 9 месеци, а вие да имате смешен број на обвиненија кои што го имате изготвено. И тука сакам да направам една јасна дистинкција. Во обвинителството постојат неколку категории на луѓе. Едната здравата категорија, здравото ткиво во кој што се вработените во стручните служби и обвинители кои што навистина сакаат да изготват обвинителни акти, да ги испорачаат и да судат, исто и во судството, и друга страна вие имате поединци кои што се до таа мера расипани да слугуваат на оние кои што им седат на врат и кои што го креираат негативното мислење за сите овие луѓе кои што навистина едноставно не го заслужуваат да го носат тоа петно. Се што сакаме ние како власт е да имаме обвинители и судии кои што ќе судат подеднакво и ќе обвинуваат подеднакво за сите. Дали тоа било ВМРО ДПМН, актуелен функционер или поранешни, но дајте веќе еднаш луѓе, испорачајте ја таа правда. Не е нормално, повторувам, не е нормално да имате толку индиции за криминал, сите граѓани во оваа држава да знаат да ви ги покажат криминалците со прст каде се, да ви седат во собраниските клупи, а вие да се правите недоветни како да не сте од тука. На тоа мора да му се стави крај и на тоа ќе му се стави крај. Ова е најава за утрешната интерпелација, односно гласање доверба или недоверба на Љупчо Коцевски, државниот јавен обвинител, човекот кој што и да се случи утре ќе остане како човекот кој што по потреба си беше глувонем кога треба, односно никогаш не допреа оние гласови кои што ги спомена ти, кои што постојано произлегуваат допрениот глас по кој што треба да реагира јавното обвинителство, а до вас допира, како што каже и самиот, навод за криминал од милиони, од едните исти луѓе, од еден те ист лидер, да не речам, од еден те ист министер, те джип од 130.000 евра, никому ништо, нели? Тебе ти подариле, ако ти подарат над 50 евра, е кривично дело на функционер, а во 130.000 евра има многу пеески, над пеески и сите тие работи, така што ова е најава за Љупчо Коцевски. Епа, ајде да направиме еден пластичен пример. И премиерот денеска кажа дека е човек што не ги менува ставовите, така. Ајде еден пластичен пример. СДСМ и ДУИ кога дојдоа на власт 2017 година, првото нешто што направи е разрешување на јавниот обвинител. Првото нешто. Ние кажавме дека даваме шанса и го повикавме. Секаде каде што ќе стори или ќе најде некоја индиција, дали било во општина, дали било во институција, дали било повторно ќе повторам, намерно повторувам за да одзвони во ушите на оние на кои што ги изневерија граѓаните, а кои што граѓаните очекуваат дека ќе донесат правда во оваа држава. Е од ВМРО ДПМН, СДСМ, ДУИ или од друга политичка партија да изготви акт и да го прати пред судот или обвинителството и така натаму за да тие луѓе се најдат пред лицето на правдата. Ние дадовме повеќе од доволно можност и напати ги притискавме да реагираат. Напати ги притискавме, ги молевме да фатат да имаат одредена реакција за да ја вратат довербата на овие граѓани во оваа држава дека нема повеќе циркузанти кои што играат фудбал по владини кабинети да поминуваат неказнети заканувајќи се на живо кога одат во национална телевизија, дали на новинар, дали ќе вратат во живо и така натака. Принципот на неказнивост мораше да заврши затоа што беше наше ветување на
на изборите. Практично таму видовме една интерност, една стерилност, во ситуација да повеќе се заинтересирани да слугуваат на некој друг, него да испорачуваат правда. Ние мислејќи дека ќе го поддржиме и ќе го изнедриме новиот Джовани Фалконе, добивме нова Катица Јанева. Тоа можело да поминува со некој кој што доаѓа од југот на Македонија, со некој кој што доаѓа од Зајас, кој што е случајно забеган во политиката, кој што сака да купува Бентлиња, Ролс-Ройсови, има 6,2 просек. Трговски центри во центарот на Скопје, да хараат во енергетскиот сектор, дали братот на актуелниот лидер на СДСМ или синот на поранешниот, или некои други кои што имаат најблиско семејство, ние со тоа не се согласуваме. И ако сме излегле пред граѓаните и сме кажале дека ќе ставиме крај на тоа, ќе ставиме крај на тоа. Образот е во прашање, вие ветувавте и како опозиција и како власт, но не можете да го реализирате тоа, треба да им биде јасно и на граѓаните, без јавно обвинителство кое што молчи. Јас ги разбирам граѓаните. Граѓаните немаат обврска да знаат кој е одговорен. Така зборуваат толку, но нема ништо, така? Граѓаните немаат обврска да знаат кој е одговорен. И јас сум излегувал и тука сум гостувал кај тебе кога сме биле во опозиција. Многу пресконференции одржа и пред партија и пред обвинителство. Ама и пред граѓаните. Ден денес кога одам на средби со граѓани, јас гарантирам со мојот образ пред граѓаните на Ѓорче или изборната единица 2 дека ќе има санкции за тие кои што го оштетиле буџетот. И сега јас би бил несериозен да не поддржам нешто кој што иде во насока на испорачување на правдата на кон овие граѓани, затоа што на граѓаните им е прекуглава да гледаат готари кои што се збогатуваат преку ноќ, а излегуваат неказнети од политиката. Ние сме се договориле и сме кажале, сме излегле на избори дека тоа нема да се случува, дека дамокловиот меч на правдата ќе виси над главите на сите оние што управуваат со јавни средства и дека секој ќе има и ќе биде подеднакво над одговорноста. И тоа ќе се случи. Сакал некој или не, и многу работи во иднина во оваа држава ќе зависат од тоа. Ние мораме да мудриме во чело на оној контингент на обединување помеѓу бизнис моќта, помеѓу обвинителството и помеѓу судството. Нема да има повеќе неказнети без разлика на цената што ние ќе треба да ја платиме. Тоа веќе ќе заврши во оваа држава. Имаме уште многу теми за отворање, ќе зборуваме за бугарскиот наратив на СДСМ и оној прогрчкиот нов на Таравари, ќе зборуваме за локалните избори кои што следуваат и чии што резултати за жал на многумина се можеби многу известни, како што и самите си признаваат. Со нас е пратеникот Бојан Стојановски, се враќаме по кусиот блок реклами, останете со нас. Се враќаме во За или против. Мој гостин е пратеникот Бојан Стојановски. Бојан, една тема која што ја најавивме во првиот дел, на крајот на првиот дел, онаа приказка на тој така интересно, симптоматично ќе рече некој, нели, сомнително идентичен вокабулар на Бугарија, кој што постојано продолжува како таков во Бихачка, односно СДСМ, поддршката и прифаќањето на тој бугарски наратив, антимакедонски 100% што би рекол Бог да го прости Амди Бајрам, но навистина се случува тоа. Тие вадат приказни, антимакедонски, СДСМ ги прифаќа со две раце и продолжува приказката, настрана што Филипче неко дошеше среде Атина, настрана што Таравари наеднаш стана многу загрижен за уставното име откако се сретна со една грчка лобистка, но сепак еве и албанската опозиција се вклучува во тој наратив, но еве СДСМ како СДСМ сепак македонска партија која што зборува со бугарски речник. Многу интересно. Ако гледаме низ историски контекст, великобугарскиот шовинизам секогаш за да ги пласира своите идеи мора да има некаков сојузник на територијата на нашата држава. Плодно. Ако видите, направите една анализа, тоа секогаш биле некои импланти кои што биле одблиску до организацијата, односно историското ВМРО, сега ВМРО ДПМН е историски, нели, континуитет. И некаков начин го добиле тие овие епитетот врховисти. Ова е сега неоврховизам. Да. И практично не знам дали разбираат, но мислам дека да, и тоа е уште позагрижувачки, но би кажал и поразително за нас како нација, дека СДСМ стана главното оружје на великобугарскиот шовинизам во нашата држава. Верувам дека членството голем дел не е свесно, но гледам оние кои што го водат се особено свесни, бидејќи сметаат дека со тоа виткање кичма, со тоа коленичење ќе купат некој ден на власт. И тие практично изгледаат како прокси на сите оние политики на великобугарскиот шовинизам во нашата држава. И вие имате практично две реалности во државата. Една политичка номенклатура која што е на власт, која ви кажува повеќе вака не може, сакаме заштита на нашиот национален идентитет, на нашиот јазик и на нашата историја, нема да прифатиме ништо
по никоја цена која што ќе иде во насока на загрозување на овие атрибути, нема да дозволиме ново предавство и ќе отидеме во Европската Унија не како модерни, не како сегашни, туку како македонци. И тука ставаме крај на таа тема. А од друга страна, вие имате политичари кои што ви викаат, дајте тоа, ќе го прифатам све што вие ќе нудите, ова што го бараат, тоа е само глупости, ние донесете неповторно на власт, за да продолжиме да си крадеме, за да си течат тендерчињата и ние ќе го направиме тоа што го направивме првиот пат. Сега, таа реалност е препознаена од македонските граѓани, е отфрлена, но јас не можам да се начудам на леснотијата со која што овие лица го покажуваат тоа кој што го покажуваат во јавност. Замислете, не знам каков поголем доказ треба да се случи од тоа што се случи сега со гласањето на извештајот во Европскиот парламент, од тоа што се случи во АФЕТ, Комисијата за надворешни работи, од тоа што се случи што официјална Софија молчи на понудата на ВМРО ДПМН, која што ја кажаа претседателот Мицкоски и колегата Милошовски, ако е само бугарите во уставот, ајде да гласаме една заедничка резолуција, а СДСМ да излегува лидерот на пратенички прашања, вика не е тоа никаков проблем да ги вклучиме во уставот и да вели ова што го прави ВМРО ДПМН е глупост, ние треба да ги направиме уставните измени и да продолжиме со нашиот пат кон Европската Унија. Тие се двете реалности кои што вие ги имате. За жал, од некогаш партија која што беше можеби на почетокот на формирањето на нашата држава препознаена по учесници во АСНОМ, по континуитет на учесници во НОП, по луѓе кои што беа наследник на комунистичката партија на Македонија и така натака, денеска СДСМ има, само би кажал, улога на која што се позиционира на две платформи. Првата е платформа да биде директно оружје на на великобугарскиот шовинизам кон минимизирање на постојањето на македонската нација. Тоа свесно или несвесно го прават. А втора работа која што е многу интересна, СДСМ е како чадор и прави се што може да ги спаси дуи од исчезнување од политичката сцена и им фрла гума за спасување. Па вие имате наратив, пред 7 или 8 месеци ја научивме лекцијата, сега преговараме со левица и со дуи. Но тука сакам на македонските граѓани. А почна и да го кудат дуи едно време, да. Па почна, ама видоа сега дека треба да му ја спасуваат кариерата на Али Ахмети и сега ќе видите, граѓаните ќе видат дека ова што го зборуваме не е кажано туку така, туку да локалните избори ќе си влезат во официјална коалиција. Тука сакам на македонските граѓани да им дадам уште еден момент на кој што треба да бидат исклучително внимателни. Оваа стратегија на овие великобугарски шовинисти не е случајна и не застанува само кај ДУИ и кај СДСМ, туку има и уште еден привезок, а тоа е левица. Па паралелно на тоа во вашето собрание, односно во македонското собрание, ќе влезе еден закон за името ВМРО да не се користи во општествениот и политичкиот контекст. И видете на кого му одговара тоа и видете кој прв ја внесе таа идеја кај нашиот сосед во политичкиот или во општествениот живот. И паралелно кога ќе видите, вие имате една коалиција која што е поттикната, подпомогната, финансирана им со финансии, но и подпомогната организационо од многу силни, па би кажал, структури на тој великобугарски шовинизам. Но она кое што е важно за граѓаните, треба да знаат дека овие намери се пресретнати. Ние нема да дозволиме ново национално предавство, стоиме на нашиот став така како што сме го кажале пред изборите и ќе ги победиме и овие три структури, но и оние кои што сметаат дека на таков начин ќе не поразат. Нема да успеат. Токму таму мислам дека лежи и зајакот во она што следува, се вика избори, и тоа не за долго време. Така што еве како и денеска ќе видиме еден Фатон Бејта, кој што инаку бил претседател на Комисијата за надворешни работи на СДСМ, а меѓу другото, ја искрено не сум слушнал, но бил и амбасадор од страна на СДСМ испратен некаде и ќе каже од моментот кога Муцунски станал министер, сведоци сме за целосен дебакл на македонската надворешна политика. Се враќаме малку наназад, се сеќаваме на Димитров, оној што го ругаат по пазари, што направи, како направи вратоврските настрана. Се сеќаваме на Бујар Османи, кој што најчесто се прашувавме дали е министер за надворешни на Косово, на Албанија, никогаш не помисливме дека е на Македонија, оној кој што коленичеше пред Пендиков, меѓу другото, резил колку сакаш на сите страни. И сега имаме еден ваков наратив кој што, знаеш, некој ќе речат големата лага, тоа е премногу, Гебелс бил за нив фраер за она што го правил. Ова е Монти Пајтон, Геомети Грумф за 50 центи од Алан Форд им ја направил, нели, оваа агенда која што ја тераат, но мислам дека се сведува оно што го кажав на почетокот на ова, малку сум екстензивен, прости, зајакот лежи во она што следува, се вика локални избори. Ке се користат со сите можни
финти, манипулации, девалвации на личност, а некој им запречи, излегува некој од вашите пратеници почесто на бина, веднаш имаш агенда против Бране Петрушевски, потоа гледаш, имаш против Левков, пак излезе третиот, ваков е, таков е, онаков, цело време на лична база, со пуштање бубачки, со сите тие работи, но главната игра апсолутно тотално е сведена на нешто што се вика локални избори, за кои што Колемишевски им рече, дечки, ќе изгубите 80%, до вчерашниот нивни заменик министер и член на централниот, нели, одбор, ќе излезе Костадинов, десното раче на Заев, до вчерашно и ќе рече, ако добиете еден, ќе биде добро, градоначалник, нели? Целата приказка се сведува на локалните избори и на сознанието, не само од анкетите, најдобри анкети се меѓу народот да излезат, знаат што ги очекува така. Па види, знаеш како, почитуван Лјупчо, да збори некој за дебакал што е национално неосвестен и што склучија два договори овој за добрососедство со Бугарија, изгласаа во собрание француски предолг, односно заклучоците и бугарскиот договор, сметам дека е илузорно да збори. Ако на нешто сум горд, меѓу другото, за тоа што сум го направил лично во политиката, покрај тоа што еднаш на Ковачевски му кажав дека сум горд за сите оние заеми кои што им ги блокирав како опозиција, бидејќи ќе ги испокрадеа, ќе го испокрадеа народот, сум горд тоа што заедно во соработка со министерот за надворешни работи лично јас поднесов автентично толкување, каде што таквите како тој што вие го споменавте амбасадорот, ги вративме во држава за да не срамат во државата и лично јас со име и презиме го потпишав тоа автентично толкување, добив поддршка од мнозинството и тие луѓе беа приморани да се вратат назад, меѓу другото како и оние двајца кои што се сега алтер его на надворешната политика на СДСМ. И многу сум среќен и горд заради тоа и сметам дека и народот треба да биде задоволен, бидејќи наместо да не представуваат несраме. Од аспект на тоа што го кажавте за локалните избори, ова е невиден тест, уште еднаш да ги провериме политиките, дали политиката на ВМРО ДПМН е исправна, дали политиката на СДСМ може би ребрендирана или реформирана, а не е исправна и граѓаните ќе ја препознат. И јас сега ви кажувам со цела политичка одговорност дека наредните локални избори ќе бидат убедлив историски дебакал на СДСМ и дека ќе им се случи уште поубедлив историски пораз од тоа кое што им се случи на претходните избори, бидејќи ништо не научиле, ароганцијата е се уште присутна, подценувањето на интелигенцијата на македонскиот народ и на сите граѓани кои што живеат во оваа држава е уште позасилена и ќе ги следи едно непријатно попладне после 19 часот во просториите на Бихачка и сметам дека чесните членови на СДСМ треба да се запрашаат дали овие луѓе кои што ги имаат запоследното функциите во собранието или во партијата и мислат добро на партијата или навистина не носат во уште еден подлабокот амбис. Јас не гледам ниту една општина во државата каде што СДСМ е конкурентен и каде што може да победи. Одиме кон историски резултат да СДСМ биде закована на нулата, а ВМРО ДПМН да го има максималниот број на општини, бидејќи ние тоа кое што сме го направиле, со сите добри работи, со сите работи на кои што треба да се подобриме, го покажуваме новото лице на политиката во државата. Ние така замислуваме дека треба да работиме, тие така замислуваат и ќе видите дека наредните избори ќе бидат уште еден тест, односно показател дека СДСМ ќе биде партија која што можеби ќе отиде и кон пасокизација, нешто што е логично последовно кој што го направи на државата. Како функционирате како коалиција? Дали можеби вие имате преголеми апетити, можеби знам има, можеби вреди или работите се како што треба? Работите во коалицијата се многу стабилни, бидејќи ние сме се договорили на принципијална основа. На многу места ќе се помагаме, кажа премиерот денеска, после 15 август ќе излеземе дефинитивно со кои општини ќе настапиме ние сами како кандидати, во кои општини ќе настапиме одделно, во кои општини ќе го поддржиме нашиот коалиционен партнер или тие нас, но одиме заеднички како коалиција на победа на територијата на целата држава, бидејќи покажавме во изминатите 12 месеци дека навистина сакаме да ги редефинираме ситуациите во нашата држава. Никој во коалицијата не гледа на националност, ги делиме луѓето на луѓе кои што се честни, домаќини и се обидуваме да помогнеме секаде. Дали министер бил Алио и бил министер за здравство, пациентите немаат националност. Дали Мицкоски бил премиер на сите граѓани, под еднакво се бориме за канализацијата, за улицата, за инвестицијата, да пристигне во Тетово, во Гостивар, во Врапчиште, во Делчево, во Берово, во Струмица, во Гевгелија, така ние претпоставуваме дека граѓаните ќе ги направиме среќни и така ние замислуваме како треба да изгледа еден концепт каде што државата ќе покаже дека се грижи за сите граѓани подеднакво. Ти благодарам што беше мој гост. Ти благодарам и на тебе. Ми беше чест. И на мен. Ви благодарам и вам што бевте со нас, да сте ни живи и здрави и секако чувајте се многу.